Што се случува во Боливија, подетално ќе дознаеме секако преку меѓународната анализа на Слободен печат. Верувам дека единствено на место каде што можете да слушнете детални анализи за светските случувања, благодарение на моите драги колеги кои што се секогаш добро подготвени и ја познаваат оваа проблематика. Посакувам добро утро и за денеска. Добро утро, Александра. Благодарам за најавата. Андоновиќ, еве, слушнавме. Добри познавачи сме. Тоа не знам, Ова со Боливија ни е лака. Но знаеме дека во Боливија нешто се случи. Нели? Да, обид за државен удар на актуелниот началник на... Више не е актуелен, сменете. Значи, беше началник на генералштаб на боливиската армија, но откако дозна дека ќе биде сменет, се обиди да направи државен удар под образложение дека општеството пропаѓа, огромна економска криза, паднат... Немање демократија. Тоа немање демократија, да, тоа по ЕУ овие стандарди и се обиди да направи државен удар, но во својата изјава рече дека и натаму останува да му биде лојален на актуелниот претседател Арса, кој е конзервативец. Што му значеше тоа не знам, но многу брзо, после некое време, тој беше уапсен, а војниците се повлекува, беше ставен на негов заменик, а актуелниот претседател, кој е конзервативец, затоа велам, ќе кажам и зошто го потенцирам тоа, најави дека обидот за државен удар е пропаднат, инаку ова се случува на година на еден пред председателски избори. Актуелниот претседател Арса е човек кој беше во коалиција со иконата левичарска Ево Моралес, со кој планира и до година заеднички да настапи и се очекува враќање на левичарот Ево Моралес, кој е икона, позната. Е некаква левичарско-десничарска коалиција. Па чудна коалиција, но во секој случај тие се подготвуваат да се врати некој сега, дали овој ќе биде или овој ќе биде председател, веројатно Ево Моралес ќе биде фаворитот да биде председател на во Ла Паз. Во секој случај, чудни работи се случаја, особено што, повторно кажем, 12 милионската Боливија има проблеми економски, дели Латинска Америка ги има тие проблеми, сандинисти и останати оние движења левичарски кои по распадот на Советскиот сојуз ми се чини го загубија курсот, има блиски односи со Куба, со Советскиот сојуз, па ги загубија со нивната пропаст и покрај тоа што никој не ја презема одговорноста, веќе се навестува дека овие политички поместувања се можеби иницирани од ова што се случува на судирот меѓу истокот и западот. Јас и ти се извинувам, зборувавме дека на сите континенти почна тој судир, некако Латинска Америка остана последна, а знаејќи историјата на левичарските движења тамо, на сандинистичкото движење во Никарагва и не знам веќе кое, само ми покажа дека ако се врати Ево Моралес, ќе се врати тоа левичарење, би рекол, на тој дел од планетата каде што има длабоки корени. Во прилог на ова, прочитав дека договорот вреден неколку милиарди веќе бил подпишан помеѓу владата на Боливија и Кина за искупување на литиум во Боливија. Неко Боливија е еден од најголемите наоѓалишта на литиум и поседува. Добро, има плин. Сега ќе ти кажам дека газ од земен, една од причините и за земниот газ бидејќи од тие живеа од извозот. Да, но литиумот, како што кажа Александар Вучев некој ден, индите војни ќе се водат за литиум. Да. Тоа е една, да, која вреди поише од нафта, да. Тоа јас и ти разговаравме на таа тема онака приватно, јас многу не сакам да ги коментирам тие работи што се случуваат кај нашиот сосед, особено пошто немам доволно познавање искрено. Ова што го гледаме е официјално представување на актуелната власт во Белград и образложение зошто им треба литиум. Од друга страна, нивната опозиција таму дигна сериозна бука околу тоа, па дури и успеа да го попречи, што е вест да успееш да го попречиш Вучич во своите намери. Зборам во моментот, сега на подолг временски рок, веројатно ќе истуркаат работата до крај со литиум. Преговараат со некоја германска фирма, српското раководство. Да. Со германска фирма која, германците од друга страна се главните причинители за сите овие работи што се случуваат околу Косово. Така да, тоа е толку многу заплеткано според мене да не би се дрзнал да коментирам, бидејќи многу малку ги разбирам
работи особено економско-политички последично причинителски активности, но ова со Боливија е тоа, точно, токму тоа. Веројатно тоа е изворот на... Тоа е, но има и уште една Многу работа. подсети на ситуацијата во Турција, мора да признам. Да. Излегува почистите, но народот излезе на улица и во случајот во Лапас, и во Истанбул, во големите турски градови, и буквално нели ги спречија војниците да дојдат Да, до... само што тогаш се смета дека и тогаш и сега се смета дека за тоа стоеше Москва, која успеа преку разузнавачки информации навремено да тука достави... има некакви Па има, информации. сега ќе ти кажам јас како го повржам, може би грешам. Путин е во конфронтација со Западот и нормално е да се конфронтира и да ги удира постулатите на американската надворешна политика. Едно јас секогаш споменувам надворешна политика на американците е Монроовата доктрина. Америка на американците. Се што е на американскиот континент е во дворот на Соединетите американски држави и тоа треба да е под Но тоа контрола не е легитимно. на Вашингтон. Тоа е како да кажа, Па тоа е као мајскиот договор кај нацијата. тоа е, Но види, ние сакаме ова да е наша, ама ако некој со не ми распадот дозволи... на Советскиот сојуз се распадна и тамошните режими. Ќе те подсетам сандинистите у Никарагва 90-та Добра, изгубија. ама Моралес држеше доста Ево време. Моралес и Хуго Чавес покојниот, кој беше во Венецуела, а сега Мадуро, и Куба, која и покрај сите тие демократски обиди, тргањето на семејството на Добри, Кастро. Бразил има неколку левичарски Сакам да влади. кажам, Не е со тоа баш доаѓањето, знаеш, обично велат кога ќе се појави, се појавила фрегата подморница во Куба, руска. Тоа поише има, да кажеме, карактер на покажување на нешто, не дека таа нешто ќе направи таму, Апсолутно. како да е тоа возобновување на она стара блоковска поделеност која е конфронтирани сме во Европа, конфронтирани сме во Азија, во Африка И во сега- вашиот двор. И во вашиот двор. Ви Добро, брцаме Куба е на 150 километри од Мајами. Куба, тоа е... но и еве Боливија, а Венецуела не ја заборавај дека когаш тогаш повторно ќе дојде. Венецуела е четврта држава во свет по извоз на по нафтени резерви. Овие имаат газ и литиум и сега што правиме? Правиме една општа војна од аспект на тоа дека не мора куршуми да пукаат само за војна. Ова се некои може и литиум да И се сега, копа, да. ако подсетиме она што го направи Русија со Северна Кореја па и со Виетнам, очигледно тргната е геостратешката политика на Москва на најако. Барем тоа го гледаме сега. Знаеш, јас и ти го коментираме фронтот, да, овие мрднале 2 метра, овие мрднале 1 метар, тоа е тоа, не можеме, тоа се воени извештаи. Но ова дипломатска е многу по суштинска и ми се чини дека вакуумот на председателските избори во САД, кој е направен, Москва го проценила и добро сака да набие, што велат, аванта и резултат за овие после да бркаат негатива. Дипломатска. Сега, јас секој што верувам, фала Богу, немаме нафта, па не сме како Ирак, Сирија и другите земји од Блискиот А и Исток. ако имаме да ќутиме на Фала Богу, да ќутиме, да не кажуваме, и фала Богу што немаме литиум, бидејќи гледаме дека литиумот може Аме, секакви не работи знаеме, да донесе. да имаме. Но литиум има во Никој не го Србија. барал. Литиум има во Србија. И Србија има проблем, нели, со Косово. Косово има проблем со Србија. Сите имаат со Светот сите. има проблем со... Србите имаат проблем некој- со Вучич, Да. Вучич има проблем со србите. Хаос. Сега, како вчера требаше да има некоја нова рунда на преговори во Брисел, не ми очекувавме нели нешто особено се случи околу тоа, но Да, беше прашање на време кој ќе знае дека ќе пропадне. да, и сега беше планирано Вучич и Курти да седнат на еден крши друг, но тоа не се случи. Веројатно Значи, немало потреба. Значи, Ву- тие посебни средби... Ајде да бидеме реални. повеќе од Курти лоши. направи се за да не се сретнат, бидејќи постави 3 барања. Сега барања. Курти? Да. Ги постави 3 барања за кои знае дека Вучич нема да ги исполни за да седнат. И тоа се пропадна вода. Едно од барањата беше да потпише договор дека се повлекува од некои договори кои се залага. Тој Радојчиќ што беше во Бањска пред година дена да го уопси и испорача во Косово, значи некои барања кои ниедна власт у Белград тоа не би го прифатила, а не Вучич кој има таква политика каква што има и направи се за Вучич да каже, види јас со тие барања не можам со тебе да седнам, работата пропадна.
ќе видиме што ќе биде понатаму. Нема поместување во нивните тврди ставови. Ја повторно ќе кажам, Косово бара Србија да го признае независноста на Косово, Србија бара заедница за српски општини. Курти се обидува да еквилибрира и да вели, абе ние се обврзавме за заедница на српски општини и треба да ги направиме, но Белград мора па некои услови да исполни и тоа е до наш. Бриселскиот договор предвидуваше веднаш формирање на српска заедница. Па да, ама и при Србија... Безусловно формирање. Косовската влада го обвинува Белград дека така е договорено, но он некои работи не исполнил околу некој протокол. Да, ама тоа беше како, тоа треба да се направи па за другите работи да се прават. Така беше во Бриселскиот договор. Основниот тој договор меѓу нив требаше да биде потпишан и од владата српска, а владата српска неќе да го потпише бидејќи не ја признава Косово како независна држава и тоа се тие ситни наши играри што викаат зачколици кои на двете страни му одговарат. Или на некои посреднички големи сили кои ги поддржуваат двете страни, но ајде на едно. Има уште 1-2 минути. Организацијата Ансар Алах, односно, нели тоа е таа организација која ги предводи јеменските хути, објави дека поседува хиперсонично оружје. Дури имаше една вест која е непотврдена, значи ова строго нели е шпекулација дека погодили еден израелски воен брод со таа хиперсонична или суперсонична ракета за која што да потсетам не постои адекватна одбрана, ниту една војска во светот нема адекватна одбрана. И сега ова веројатно од корен ќе ги промени. Ако е точна информација. Ако е точна информацијата, еден брод во 2000 километри. Исполнете заканата на Путин која даде пред 2 недели, а која гласеше пошто вие ги наоружувате нашиот непријател Украина, од сега ние ќе почнеме да ги вооружуваме вашите непријатели низ светот, ете хутите, ете Хезболах. Значи светот отиде многу далеку. Значи, границите се пробиени, веќе не постојат истите граници, зборувам на однесување, не граници како граници, туку поместени се границите. Веќе ништо не е свето. Ако порано имало ракавици, каде што немало директен договор, туку индиректно, да ти текне, са директно ти вика, види, ти мене вака се, а ја вака. Знаеш, и многу е малско однесување на лидерите. Да, што не е својствено и не е видено до сегашната историја. Дали човечкиот ум оди толку далеку, па веќе next generation политичари, не знам, но не е нарно, особено што, ајде пак ќе кажем, некако мене пушиле идиокраси милише него на next generation. Да. Но и ме секира ова, не зборам од аспект на воен рок како социолошко однесување, него како одедношка сите држави кои во име на демократијата, приговор на совеста, војска да идат за професионалци, не сите да служат, се однешка сите бараат враќање на воен рок, вооружување, обучување. Зашто се подготвуваме како човештво? Што за војна? Ама ти тоа го кажа, не кажав ја. Знаеш, тоа е тоа затварање на очи. Затварање на очи. Очигледно светов одлучува у финална пресметка да влезе, па ко преживи нек прича. А и за таа нуклеарна пресметка не им треба. Не зборувам јас. Не им требаат војници. Да, јас, знаеш, кога го зборувам ова, не го зборувам сега она дека ќе биде пустош и дека ќе почне камено доба, што збореше Алберт Ајнштајн, кој зборуваше. Јас зборувам дека до кај отиде мозоков, вчера го коментиравме хрватска телевизија, искача вели пази, таа Хрватска која при распадот на СФРЈ се бунеше за редовниот воен рок, па воведуваше професионални војници, па војниците им беа црномурести, жолти, станува деношка ХРТ искача и вели дека ќе се врати војниот рок, а оние демократски човекови права што се повикуваат приговор на совест, па вие ако не носите пушки, ќе носите лопати. 90% младите вели имале приговор на совест. Па имаат приговор и тој им вели за возврат, па ако не кеш пушка, ќе носиш копач и лопата и ќе ги вратиме работните акции. Сакам да кажам, некако многу радикално некој стиснал копче, сега идеме со друга песна. Ајде доста веќе тоа. Па се враќаме на Јосип Брз. Да, и на крај што тој смислил. Знаеш, малце ќе ти кажам, сви на барикаде на крај ќе се вратиме и многу е така. Падоновиќ,
го исцрпевме времето. Па ние сме го исцрпели, али времето да. Инаку ова е приказ времето на исцрпено, ама Ова е обичате- приказ на кој можеме ајти да збориме на 10 сата Секако. и ништо да не заклучиме на крај. Нормално. И ништо да не промениме. Александра, мислам дека кажавме повеќе тоа што треба. Кажавте доволно. Не повеќе, секогаш кажувате доволно и секогаш е задоволство да ве слушам. Дипломатски издржан одговор. Таман рековте, таман ова ми требаше. Немаме такво ниво на дипломатија кај. Ви благодарам во секој случај, верувам задоволство и за нашите гледачи. Повеќе информации и детали од светските случувања побарете на slobodnpečat.mk.